За дипломатијата со Никовски. Ке стане ли Македонија колатерална штета на бегалската криза? Тоа е прашање кое ми се чини треба да не загрижува сите нас, се разбира пред се врвот на државата кој е директно инволвиран во ова проблематика на линија пред се со Брисел. Ми се случува нешто многу ретко, нешто приблиско. Имаме движење на народи кое е невидено во последните 100 години и кое по сите изгледи ќе се шири, подлабочува, зајакнува. Основата е во тоа што главниот кој треба да се соочи со овој проблем, а тоа е Европската унија, Брисел поточно, не е воопшто свесен што се случува. Седне впечатокот дека тие цело време проблемот го третираат од хуманитарен аспект и тоа е позитивно. Има меѓународни регулативи кои им гарантираат некакви права на бегалците. Меѓутоа, клучот е во нешто друго. Проблемот е политички. Се работи за раздвижување на огромна маса која може да го преплави стариот континент. Кога го зборуваме ова, свести сме на фактот дека најголемиот дел од бегалците засега се од Азија, а Азија е континентот на кој живеат 60% од жителите на светот, а Азија по територија представува само 40% од тој исти свет. Значи, една несразмерна бројка. Таму имаме многу големи држави по број на жители и кога тие ќе тргнат, не може ништо да ги запре. Со други зборови, што подолго се одолговлечува некако решително постапување свој проблем, надежите, аспирациите на милиони луѓе ќе растат. Кога зборувавме дека така една латентна, огромна маса на луѓе се во прашање, имаме на ум дека овие три држави на кои им е дадено зелено светло, ако сакате, дека нивните граѓани се добродојдени на некој начин, а тоа се Афганистан, Сирија и Ирак, тие заедно имаат некаде скоро 100 милиони жители. Сирија имаше до пред 2 години 23 милиони жители, сега се нешто преку 17, значи отприлике 5 и нешто милиони се веќе надвор границите на оваа земја. Афганистан има 33 милиони, а Ирак 38. 10% тие луѓе тргнат према Европа, тоа се 10 милиони луѓе. Мината година се цени дека отприлике 1 милион замина и стигна до Западна Европа, односно до Европската унија. И тоа е во однос на 500 милиони жители колку што има унијата отприлике. Така тоа е мал процент. Меѓутоа, ако дојат 10 милиони, тоа веќе не е играчка, тоа е веќе сериозен потфат, сериозен предизвик кој тешко која држава и која унија може да го издржи. Ако на овие три земји кои имаат така зелено светло за да доаѓаат во Европа, ги додадеме северноафриканските земји, од каде исто така има голем наплив на бегалци, сега може имаат се помалку, али во секој случај доста. Египет има 90 милиони жители, Мароко 34, Алжир 40, Либија 6,5. Тоа е исто така една огромна латентна маса. А да не одиме понатака и да кажеме дека на таа рута од кај што одма до Афганистан се Пакистан и Индија. Индија има отприлике 1,3 милиони жители. Знаете вие, Индија е нешто врвно во светот по многу што, има огромна средна класа, меѓутоа тамо се стотици милиони луѓе кои живеат во чиста беда и кои утре може да тргнат према Европа. Или да ја спомнеме Пакистан со 200 милиони, Бангладеш има 170 милиони. Така да тие цифри го вртат мозокот во главата и покажуваат дека предизвикот, тоа што е се уште во навестување сега, е една таква закана што ќе опреварти светот. А спомнавме се да повториме дека Европа нема одговор,
во Брисел е тотален хаос. Се третира проблемот како хуманитарен, тоа не е лошо, меѓутоа тоа е основата политички, бидејќи се работи за политика со која се стимулира тргањето на овие луѓе од сиромаштија и беда према една високо развиена западна Европа. Кои ќе погледнете оние што минуваат из нашата земја, 95% од нив би рекол не се бегалци од кризни жаришта, тоа се најголемиот дел млади луѓе кои параат подобра екзистенција, односно бегаат, тие се економски емигранти. Го рековме пред некој време да го повториме, самата дистинкција, самата категоризација на овие луѓе од трите земји кај што има војни и другите е нешто вештачко, неприфатливо, бидејќи спомнувано е повеќе пати да повториме и сега дека кои ги гледате тие млади луѓе, сите се модерно облечени со облека од познати марки, сите имаат најсовремени телефони, најчесто имаат сателитски комуникации, што се исклучително скапи и чинат. Едно властување беше дека во Сирија, од кај им се парите во Сирија ги продавале куќите. Во воено жариште никој не купува куќи, кој да ги продава и за џабе да ги дели. Според тоа, се тоа некои вештачки, нереални квалификативи, кои од друга страна не дозволуваат да се анализира во целата своја тежина овој проблем и да се дојде до заклучоци, до политики кои ќе бидат ефикасни. Имавме ситуација да канцеларката Меркел јавно ги повика бегалците да дојдат, дека вратите биле отворени, што е историска грешка, која мислам дека таа на следните избори ќе ја плати, тоа сериозно и скапо ќе ја плати. Меѓутоа, ова што се прави денеска, се зборува дека од македонската граница ќе се организираат така наречени маршрутни возови, на времето поранеш Југославија, се организираат такви возови од Грција, од Македонија, од Србија према Западна Европа и Германија, кои ноќно време транспортира земјоделски производи, значи свежи, и утајната сабајле доаѓа на пазарите низ Европа. И сега со такви маршрутни возови сакаат да ги возат од македонско-грчката граница па до Австрија. Тоа е исто така еден побик за бегалците, дајте поверете што чекајте. Значи, ние правиме се да ви го лесне патувањето. Додека не се направат пречки, сопки ако сакате на тоа патување, нормално е дека сите тие бегалци ќе трнат и ќе одат се помасовно и помасовно. Ако денови имаме во македонската граница околу 2500 луѓе, ние мораме да бидеме сигурни дека можеме да бидеме сигурни дека на пролет, значи пролета се приближува, те ќе бидат 10.000, 15.000, да не спомнуваме некоја цифра и од 20.000. А ако веќе се организираат некои погодности, зошто тогаш не се направат бродски врски од турските пристаништа до Хамбург, например, земете ги бегалците од Турција, носите ги право Европа и проблемот е решен и нема да има нити балканска рута, нити ништо друго. Значи, еден тотален хаос владе, никој не знае што да прави, што да превземе, а не заборавајте дека према последните показатели во Турција само има преку 3 милиони бегалци, главно од Сирија, има и од Ирак таму исто така, кои ако трнат утре на ова тура, на ова рута, можете да мислите што не чека. Основно за нас е да се прашаме каде е Македонија од целиот овој галиматијас. Некои во весниците и во медиумите со гордост пишуваат, зборуваат дека ете Македонија добива нагласена улога во Брисел, дека Грција се покажа неспособна да ги сочува своите граници, ќе исклучале од Шенген и слично, некакви, мислам, комбинаторики се прават кои немат никаква врска со реалноста. Дури има и забегување дека целта е да бегалците останат во Македонија, да тие се побунат, направат некои проблеми и утре, не дај Боже, НАТО, Грција да интервенираат во земјава и слични. Тоа се мислам апсолутно работи надвор од умот, меѓутоа факт е дека бегалската криза носи безбедносни ризици за Македонија и тие се дури, јас би рекол, и нагласени. Во дадената ситуација, кога некои се гордеат, а јас мислам дека тоа голема невидена опасност и тешка закана за нас, фактот дека во Македонија ќе се врши селекција на бегалците, ќе се врши нивно скринирање, како го нарекуваат, тие ќе добиваат тука документи и после тоа ќе се качат на воз до Австрија, што не е потврдено, иако постои како некаква опција.
Тука се кријат навистина опасни можности, односно последици за нашата земја. Да одиме по една логика која е толку едноставна да не треба да човек чувствува некоја важност што ја спомнува. Ако веќе бегалците влезат од Грција во Македонија, ако веќе ние сме тие надлежните со голема улога во Европа да ги селектираме, да им даваме документи кои ги носат права во Европа и слично, се замислете, меѓу нив има 1%, и то не е занемарлив, со фалсификувани пасоши. Ние веќе имаме помош од разни полиции, од регионот, пред се, од Хрватска, од Унгарија, од Чешка, од каде ли не, кои ни помага да го, значи да тука најефикасно и најпрофесионално го завршиме, ја завршиме таа нашата задача. И сега што ќе правиме со тие што имаат фалсификувани пасоши? Покрај нив, еден друг дел се од други држави, значи од Мароко, од Пакистан, од не знам каде, кои спрема критериумите кои ги даде Брисел, не ги исполнуваат и треба се вратат. Пиете уверен дека Грција нема да ги зема назад. Таа не ги испорача, тие остануваат во Македонија. Што ќе правиме со нив ние? Може ми само тука да ги чуваме, да отвараме бегалски кампови. Така да сите уверувања кои доаѓаат од разни страни дека Македонија нема да е некој паркинг или логор за бегалците, се чисти манипулации, ајде да не кажеме лаги, да бидеме многу културни, туку се тоа води во тоа кон тоа Македонија да биде колатерална штета на една вак неразумна политика која спроведува Запад пред се Брисел и дека многу лесно и многу едноставно Македонија може да биде жртва на тие политики. А клучот на тоа, повторно да се вратиме на основната тема, е што сите зборуваат за бегалците, за латентниот број кој ќе се зголемува и напливот кој ќе расте на пролет, меѓутоа никој не се осврнува на причината за овие бегалци. А причините се бројни и вината за тие причини е пред се на Запад. Која започна војната во Сирија пред 4-5 години? Западна Америка. Почна таа борба со цел да го рушат Асад. Тренира опозицијски групи, финансира опозицијски групи, наоружува опозицијски групи и таму се состави еден хаос од тие групи, од кои добар дел или нека биде еден дел само се чиста врска на Ал-Каеда. И сите тие се дел од тој отпор према Башар Асад и во таа ситуација која трае имаме крајно неразумна позиција, бидејќи за Америка, за Франција, за Британија, за Турција, клучно е да се смени Асад. Не да се следи ситуацијата во земјата, не да се расчисти со тие причини кои ги тераат народот да бегаат, а Сирија, да повториме, беше една релативно стабилна, просперитетна земја на Блискиот исток, каде луѓето живеа релативно, навистина, еден удобен живот. Немаше некои предизвици поголеми, имаше судири со Израел и слично, меѓутоа тоа не го пореметуваше на нормален живот. Сега тамо нема живот. Кога гледате на фотографиите што се уништено, како се градовите во руини, вие сваќате дека тамо навистина се е праведен геноцид. Може да не директно на народот, мислам како повод и политика, туку како последица на неразумни војни дејствија. И околу Сирија сите се едни со други спротивставени, конфронтирани. Вие знаете дека пред некое време тука влезе и Русија со, јас би рекол, единствена легитимна акција во земјата, бидејќи таа дојде по барање на легитимно избраниот председател Ел Асад, кој може да биде ваков или таков, меѓутоа земјата држеше под контрола и тамо имаше некој пристоен живот. Се да направиме на дигресија мала, се сеќавате на Гадафи. Гадафи едно 50 години ја водеше Либија. Земјата не беше во изобилие на демократија, земјата не беше некој пример за човекови права и слично, меѓутоа земјата функционираше, народот не живееше лошо. Например, факт е дека студентите чим ќе запишат факултет добиваа стан, кола и стипендија. И едно друго погодности, бесплатно здравство и слично. Меѓутоа, фамилијата на Гадафи раководеше со една силна рака, ако сакате, таа беше една вистинска диктатура, која имаше резултати, имаше недостатоци. Денеска во Либија имате растурена држава, имате разни групи наоружани, воени, слично, кои меѓу себе војуваат и во Либија, бидете уверени, нема да има мир следните 10 години. Така да, тоа што го наумија, бидејќи на крајот
Либија се закани со некои мерки кои налегуваа во оние стратегиски интереси на САД, покрај другото тоа беше подготвеноста да се елиминира доларот како светско платежно средство и се презема политички акции кои ја растурија државата. Слично се направи во Ирак, Садам Хусейн беше нешто исто така калибарот на Гадафи, меѓутоа што имате сега во Сирија, во Ирак, сега имате во Ирак дека секој ден гинат по 10 на 15 лица, невини најчесто жители, и нема никакви индикатори дека таму ќе се стабилизира ситуацијата, ќе се доведе под некоја контрола. Напротив, се појави ИЗИС, односно исламската држава и во Сирија и во Ирак, и таа представува една закана за целото човештво. Со други зборови, значи, се удира по последиците, а не по причините. А причините се тие кои ги предизвикуваат луѓето да бегаат, бидејќи велам нема услови за нормален живот во овие држави. Слична ситуацијата и во Ирак. И секој на оваа тема можеме да кажеме уште нешто друго пошироко. Зошто се случува сето ова? Затоа што имаме еден крајно неравноправен економски, ако сакате, систем во светот, каде големите и богатите доминираат со сите најважни функции. Тие преку банките и другите финансски институции, осигурителните компании диктираат што и каде ќе се случува, се прави една невидена плячка преку ножичките на цени, меѓу другото, меѓу развиените и сиромашните земји, и имаме ситуација да секоја година богатите се побогати, а сиромашните се посиромашни. Тоа мора да доведе до експлозија. Прашање само кога. Таква една неравноправност и таква една, да повторно кажеме, плячка на сиромашните држави не може да трае бесконачно. Значи, прашање само кој ќе дојде до ексцеси, кој ќе пукне лошото, што би рекле, и кога, дали ќе биде тоа преку бегалци или ќе биде преку некои други злоупотреби и демонстрации и покажување незадоволство, тоа е само прашање на техника и тактика, а не на суштина. Кога зборуваме за тоа, да споменеме дека нема никаква подготвеност кај развиените земји да се направи некоја промена во тие неравноправни односи на економски план, во тоа прелевање на богатството кај малите и сиромашните према богатите, и дека таа ситуација ќе носи само нови проблеми, судири, конфронтации, ако сакате и војни. Но се вратиме се нашава тема и бегалците во Македонија, околу Македонија. Има исто така многу размислување и осуди на политиката на Грција, и таа навистина стружува осуда, меѓутоа да не забораваме дека грчко-турската граница, која е огромна, јас не знам точно колку километри таа, меѓутоа таа е водена најголемиот дел граница, која е скоро невозможно да се контролира. Тоа е првиот дел на приказната, вториот дел на приказната е грчката кооперативност во однос на ова прашање. Грција до сега не покажуваше спремност, се обидува се повеќе и повеќе назад да ја прехврла топката. Специјалната полиција, гранична полиција на Европската унија, Frontex, тие не ја прима, сака да ја прехврла до Македонија. Имаше тука многу разни игри и подметнувања, зашто грчката намера беше ако Frontex дојде во Македонија, тука како оно што на почетокот зборувавме, тука ќе биде селекцијата, тука ќе остануваат оној вишок, како сакате под наводници, кој не е квалификуван да оди понатака према запад. Ако Frontex биде на грчко-турската граница, тие ќе останат во Грција, а тоа грчки интерес не. Значи Грција игра на мудра улога во сето тоа. Таа е осудена, критикувана од Брисел, меѓутоа се тера својата политика, мислам по многу што умно, и за сега Грција нема никакви посебни штети. Овие настани сега кои ги имаме на границите, кои со блокадата на земјоделците, нема никаква врска со бегалците, тоа се работи за внатрешните грчки проблеми и поврзувањето нивно со бегалската криза и со можноста понатака се затвараат границите, да Грција го изгуби Шенгенот и Македонија да биде жртва на тие политики, се мислам на чиста измислица и некаква фантазмагорија на нашите новинари, која не носи никакви објективни опасности. Дали Грција ќе биде во Шенген зоната или нема да биде, тоа Македонија, во тоа нема некоја поголема корист нити штета кој испадне Грција од тоа, меѓутоа наш интерес да Грција остане во таа зона, бидејќи што е добро за Грција мора да биде добро и за нас. Значи улогата на Грција во целата оваа криза е мудра и многу добро размислена, и тие преземаат чекори без оглед на сите ги држуваат, кои се во интерес на државата. Јас се плашам дека нашите политичари може би од некакво
самочувствие, на важност во Брисел, може да преземат чекори, да направат грешки кои може да се рефлектираат многу сериозно во на нашата земја. Турција, од друга страна, спомнавме дека има се зборува за разни цифри. Прво беше 2,5 милиони бегалци, се зборува за преку 3 милиони, по нападите на Алепо и од страна на руските сили, се имаме податоците дека американците го бомбардирале Алепо, еден од главните градови, најголемите градови на Сирија, поранешен трговски и разноразен центар. Тргнала е поголема група на бегалци према, зборува за 10.000 према турската граница. Значи, тие се нови латентни, или така, кои ќе да продолжат према Западна Европа. Значи, Турција преговара со Брисел и беа ветени 3 милиарди евра за помош со бегалците, меѓутоа тие се символични пари, ако за 3 милиони луѓе, 3 милиарди евра се по 2-3 евра дневно за година дена, да тоа ништо не значи, тоа не може да обезбедени храна, камо нешто друго за бегалците. Интересот на Европа и политиката која треба да се спроведува од сега понатаму, бидејќи доска тоа не беше случај, е бегалците со сите сили да останат во соседните земји, значи во конкретниот случај од Сирија да бидат во Турција, да бидат во Јемен, да бидат во други, во некој во Јордан, например, кај што и ги има, за да можат да се вратат. Во случајот, ако тие дојдат во Европа, враќање нивно не е можно, и покрај другото, ако дури утре дојде до нека стабилизација на Сирија, на состојбите во Сирија, онај продуктивниот дел од населението ќе биде веќе далеку од избегано и државата како таква нема да има перспектива. Значи, ова се прави еден долгорочен злочин, една штета која ќе има несогледиви последици после 5, 10, 15 години. Затоа основната политика која мора да ја води Европската унија и Брисел пред се во однос на Турција како носител, како главна тука земја, односно првиот, да речем првата почетна позиција на бегалците према Европа, треба се направи се да се дадат не 3, него ако треба 30 милиарди евра, ако тамо се испратат сите возможни експерти и организации кои може да помогнат, за да не се случи да се стопира нивното напуштање на Турција, односно тргнување према Западна Европа. Кога зборуваме за кризата со бегалците, војната во Сирија, и се тоа што ја загрозува де факто иднината на Европа, мораме да се осврнеме и на улогата на САД. Има многу шпекулации дека за сето ова стојат американците, дека тие сакаат да ја уништат Европа, односно да ја направат, да ја исламизираат и слично. Мислам дека сето тоа е надвор од умот, нема никаква основа, бидејќи факт е дека Вашингтон не сака премногу силен Брисел, и тоа се виде најново со кризата која беше отворена во Украина, дека Европа треба да биде конфронтирана со Русија, треба да биде на некој начин безбедносно зависна од Америка и тука више не треба да има дилеми. Значи, Европа која нема да биде премногу силна и која безбедносно ќе биде зависна од Америка. Тоа е, значи, политиката која ми се чини дека ќе биде актуелна најмалку 10 години. Меѓутоа, во никој случај Вашингтон не сака некое уништување на Европа, некое исламизирање на Европа. Тоа не им одговара од повеќе аспекти, а пред се, бидејќи следната конфронтација меѓу Америка ќе биде, следната конфронтација на Америка ќе биде со Кина. Кина доаѓа, таа се уште не е во можност и нема капацитет да загрозува доминацијата, хегемонизмот американски на меѓународен план, меѓутоа нејзиното економско заекнување се повеќе оди во безбедносниот сектор. Да не забораваме дека Кина е веќе далеку втора по одвојувањето на средства за така наречената одбрана, а во случајот на големите земји тоа често пати значи за напад, и додека Америка има преку 600 милиарди евра буџет за одбрана, Кина има веќе некаде 170 милиарди долари, а трета е Русија со некаде 670 милиарди. Според тоа, веќе Кина расте, се наметнува полека и на тој план, меѓутоа се уште е далеку да стане велесила, војна велесила. Затоа, во тие нови конфронтации кои ќе следат во светот, меѓу другото
među Amerike i BRICS. Da podsjetime, BRICS je organizacija tamo koja se Brazil, Rusija, Indija, Kina i Saudijska Arabija, 5 zemlji koji se poveke doađat na međunarodната scena со својата тежина и својата важност. Значи се предизвикува американското водство, се предизвикува сите оние алати кои таа ги има за реализација на своите интереси и во овој момент, значи, тоа е таа конфронтација во која Европа може да игра и ќе игра веројатно важна улога како американски сојузник во нивелирањето, во балансирањето на сите тие предизвици со кои ќе се сочува објективно и тоа во блиска иднина Вашингтон. Меѓутоа, улогата на САД е во секој случај сериозна, бидејќи тај носител на војната во Сирија, таа беше носител на рушењето на Садам Хусеин и сите овие последици кои имаме сега, вклучувајќи и војната и новата новиот така наречен калифат на исламската држава. Со други зборови, нејзината активност на тој план е тој носител на сите овие предизвици со кои се сочува светот. Меѓутоа, велам, конкретно не може да се обвини Вашингтон дека има директна вина или непосредна вина, ако сакате, за ова што се случува во Сирија, во Ирак, односно се случува со бегалците како последица на тие кризи во Сирија, Ирак, Афганистан и слично. Во друга страна, ги спомнавме безбедността и закани на Македонија, кои се реалност. Нема тоа да оди во некоја интервенција НАТО во секој случај, меѓутоа зголемувањето на бројот на бегалците ќе доведе до одредени бранувања во земјата со разни рефлекси кои може да бидат во секој случај опасни. Кога зборуваме за кризата и да го затвориме полека ова денешна тема, да кажеме дека помалку, ако сакате, и смешно, на крајот истлегува дека единствен која свати димензијата на овој предизвик, единствен кој веднаш реализира дека мора да се делува ефикасно, одлучно, без никакви дилеми, беше унгарскиот премиер Орбан. И кога тој почна да гради ограда, да прави ограда на границите на Унгарија, прво према Србија, потоа према Хрватска, го исмева, го прогласува за диктатор, го прогласува за не знам што, а сега на крај сите прават граници, сите прават огради. А во Македонија тоа веќе не натера да правим и двојна ограда, бидејќи едната нема да биде доволна да ги запре бегалците. Видите, кога човек сега гледа малце ретроактивно, ја сваќа апсурдноста на некои политики кои не водат сметка за реалноста, туку поаѓат од некои предрасуди, како што, например, беше случајот со Унгарија. Унгарскиот премиер кој е експониран во смисла на зачувување на унгарските национални интереси, често пати доаѓа во конфликт со некои регулативи од Брисел, одеднаш излегува дека тој беше всушност единствениот која воочи на самиот почеток димензијата на кризата, последиците кои може да имат, за разлика од една Меркел, која рече бегалци, добродојдени сте. Велам, по лоша, ако сакате, политичка изјава, не сме слушали, може би, последните 10-20 години. Меѓутоа, тоа е сега веќе една историја, реалности се тука и мислам дека ќе мораме да се сочиме со тоа што е сега пред нас, а Македонија мора да биде крајно внимателна, бидејќи многу лесно може да излеземе, како и многу пати порано, колатерална штета, која ќе има само последици несогледиви, а никаква корист. Ние го спомнавме и порано сме го спомнале случајот со Косово, која Македонија дозволи да се користи нашата територија надвор од, ако сакате, нашите законски одредби, уставот и слично, за потребите на НАТО на Косово и од тоа немавме никаква корист, напротив, србите тоа никој ќе не го заборават и со право, бидејќи нелегално, неоправдано, ние влегнавме во некои комбинаторики кои на крајот од краишата ни нанесува само штета. Во денешната емисија
би се задржале сега кратко уште на неколку теми, онака само да ги регистрираме. Едната од нив е специјалното јавно обидителство во земјата, која крева многу прашина во последно време. Има тужби, контратужби, критики на делувањето на специјално јавно обвинителство. Од друга страна, тоа доживува отворена и директна поддршка од меѓународната заедница и затоа го третираме, бидејќи има и надворешно политичка димензија овој проблем, ова прашање, односно, овој проблем. И што можеме да кажеме? Прво и основно, на Македонија и треба едно такво обвинителство за една безкомпромисна војна против криминалот. Криминал има сека држава, има и во Македонија, се разбира, и ние, ако сме одговорни луѓе во оваа држава, треба да сме спремни да секое нарушување на законот биде соодветно санкционирано и носителот да ги добие последиците од казната која му следува. Кога го ведлам тоа, пред се мислам дека тоа и такво јавно обвинителство, специјално нека биде, мора да биде правна институција, а не политичка. Ја се плашам дека во ова што сега нам ни се случува, улогата која има добиено пред од меѓународниот фактор ова обвинителство е во добар дел, да не речам најголем дел, политичка. Вие знаете дека по војните кои се случија во поранешна Југославија, после нејзиниот распад, имавме специјален суд за поранешна Југославија во Хаг. Тој суд од самиот почеток имаше политичка улога и се однесуваше политички, не одејќи сметка за правната димензија. Така имавме ситуации да, например, тамо немаше ни еден осуден албанец, а имаше на чудо осудени срби. Во Босна и Герцеговина исто така едностранно беше природ према тие. Во Хрватска на крај ги пуштија луѓе кои беа длабоко во криминалот, да исправат таа грешка. Имаме ситуација да на Косово прават исто така некој ново специјално обвинителство кое треба да ги суди тие што да ги дадоа да ги суди судот во Хаг. И затоа тој суд, по моје длабоко верување, има пред се политичка улога. Случајот со Шешел е познат, 10 години е тамо, не го судат, затоа што не можат, немат елементи, али го држат тамо, затоа што налогот и директивата да се суди. Мислам дека и наше обвинителство може лесно да го добие таква една политичка димензија. И конкретниот случај, например, со аферата која се крена околу материјалите кои им беа предадени од прислушуваните нелегалните прислушувани разговори, нели така, без никаков записник, значи тамо кој сака што сака може да излече, да си додаде, да си земе, да си даде, и не само тоа. Тоа е голем превид. Значи, кога некој ви донесе пари, а ви не ги броите, некој ви донесе, не знам, кеш, измислувам 10 милиони долари и вие ги земате парите без да ги броите. Нема такво нешто. И не само тоа што беше направено, него мораше паралелно со преземањето на тие документи да се направат и 3 изјави од тој што ги донесе. Првата, дека во прашање, дека ги предава сите документи кои ги добил, материјали односно. Второ, дека тоа се оригиналите. Трето, дека нема ништо задржано кај себе. И дека, четврто, дека нема од нив нити копирано, нити дистрибуирано кој копија било кому. Затоа што тоа се работи за нелегална операција која мора да биде санкционирана од сите страни. За жал, ништо тоа не се случи. По обичај, за крај, повторно ќе го спомнеме апелот купувајте македонски производи. Минатиот пат посветивме внимание на музиката на Магнифико и спомнавме дека на времето отидовме од Скопје за Љубљана да ги промовираме производите на Охис. Тамо ни кажа отворено дека тие имаат својата фабрика, има сапонија во Хрватска и дека нови други детергенти не им требаат. Пак кај нас, почитувани, деновиве во мојата самопослуга која е на Скопски пазар, во преден план беа ајвари од Хрватска, а македонските ги немаше или беа некаде на страна. Ако така продолжиме се однесуваме, заслужуваме сите да останеме без работа. Одговорноста е на
тие трговски компании наши, меѓутоа секој од нас треба да реагира и да не дозволи да не прават недоветни дома. Тоа е таа зрелост економска која кај нас, за жал, не се чувствува многу често. И умноста на крај, овој пат доаѓа од Јапонија. Таа вели: времето е пари, ама со пари не можеш да купиш време. Малку игра на зборови може да личи, меѓутоа ќе испомнам едно искуство јапонско. Тамо на времето главен дневен вестник беше Асахи Шимбун, имаше циркулација, тираж од некаде 10 милиони примероци. Да не забораваме дека тогаш Јапонија имаше околу 100 милиони жители, денеска има 130 милиони жители. 10 милиони, значи скоро 10% од населението. Со компарација кај нас, значи нашите дневни вестници би требало да има, барем главни, да има 200.000 примероци, што е незамисливо, кај нас тешко и 10.000 се постигнуваат. Меѓутоа, времето е пари, парите не можеш да купиш со парите време. Клучот на успехот на овој Асахи Шимбун беше дека не можеше да има објавен текст во вестникот кој ќе беше подолг, сега немој да ме фаќате за збор, од некаде 200 или 150 зборови. Политиката на редакцијата беше поарно новинарот нека размислува 3 дена да го изџвака текстот, да го направи минимален по должина и разбирлив се разбира, отколку да пишува новинарот онака релаксирано, не водејќи сметка за дека тоа треба да го чита 10 милиони читатели, односно секој вестник веројатно 20 го читаат 20 милиони читатели, да поарно нека 3 дена изгуби новинарот, отколку секој од тие 20 милиони читатели една секунда. Зашто 20 милиони секунди знаете дека е сериозен период на време. Мислам дека таа мудрост околу времето важи и за сите од нас, за секоја ситуација. Времето не може да се купи со пари, меѓутоа ако го искористиме правилно, тоа носи пари, носи успех, од кој сите ќе бидеме задоволни. Тоа беше днешната емисија за дипломатијата со Никовски. Благодарам за вашето внимание. Се слушаме следната недела во исто време. Трговско радиодифузно друштво Слободна Македонија, Радио Слободна Македонија. Уредник и водител на емисијата Ристо Никовски. Датум на продукција 11 февруари 2016 година. За дипломатијата со Никовски.